400 милиони евра се одвоили од државната каса за покривање на трошоци од сообраќајните несреќи во 2023 година. Колку ќе се намали процентот на незгодите, толку ќе се заштеди од парите на граѓаните, одговара министерот Панче Тошковски на тврдењата дека со системот SafeCity власта ќе ја полни државната каса. Според статистиката на МВР, за последните 4 години, најголемиот дел од прекршителите, односно над 55.000, имаат по една изречена забрана, но од нив речиси 8.000 добиле забрана по втор пат, а 1863 возачи добиле по 3 правосилни пресуди за забрана за управување возило. Со 4 забрани имаме 677, со 5 забрани 291 сторител на прекршоци, а имаме и рекордери, имаме двајца со по 40 забрани. Како воопшто возат тие луѓе со 40? Не знам како возат, ама сега со овој паметен систем нема да возат така едноставно. За Тошковски апсурдни се обвинувањата на опозицијата дека системот е насочен само кон етнички албанци во Македонија. Зијадин Села обвинува дека во Чаир има многу повеќе камери отколку во другите општини. За граѓаните пак, токму таму треба да се засили имплементацијата на SafeCity. Не е точен фактот дека камерите се одбирани за да се делува на било кого, било како. Точно е дека 80% од камерите, пак ќе повторам, се локациите се одбрани од страна на некој си претходен менаџерски тим. Точно е дека овој систем не е совршен. Точно е дека и како ќе го подобруваме во наредните месеци, во наредните години. Точно е дека и како имаме многу работа пред нас, ама исто така и точно дека наместо 11 имаме 4 жртви. На вториот ден безбедносниот систем регистрираше вкупно 651 прекршоци. Од нив 50 се за минување на црвено. За поголема брзина имало 585 прекршоци, а за нерегистрирани возила 16. А изречени биле дури 58 забрани за управување на моторно возило.